Колку и да не убедува министерот за економија Крешник Бектеши дека инфлацијата се намалува, во реалноста стандардот кај граѓаните драстично се влошува. На граѓаните им се потребни над 30.000 денари во текот на месецот само да го наполнат фрижидерот со основни прехранбени артикли, а за да ги платат и другите трошоци потребни се минимум 50.000 денари месечно. Ако се додаде набавката на огревно дрво, чија цена надмина 5.000 денари по кубик, или да се замени расипана перална, шпорет или телевизор, тогаш проблемот тројно се усложнува. Животот е се поскап, платата или пензијата не стигнува, иако се штеди на се. Ама Бектеши и власта тоа не го гледа и убедуваат дека народот живее подобро и посреќно. Ако е тешко да се преживее кога е лето, кога е сезона на овоше и зеленчук и кога граѓаните можат да скратат на се и сешто. Како ли ќе биде наесен и зимоска, ако се знае дека тогаш постојано и се зголемува? Што ќе се прави со школската година, што со земницата, што со енергијаците кои сигурно ќе растат? Експертите велат дека се додека сме увозни, зависни, продуктите ќе стануваат се поскапи, а и парите. Впрочем, Народната банка на Република Македонија веќе најавува дека самите пари ќе бидат поскапи, без разлика дали се трошат за инвестиции, за потрошувачки или за враќање на долгови. Според Евростат, инфлацијата во еврозоната во јули достигна 5,3%, пред се поради падот на цените на енергијанците, но во Македонија таа е околу 10%. Со такви проценти и најави оптимизмот на владините министри кои речиси двојно си ги покачија платите, прскаат како меор од сапуница, а народот ќе го стега ременот до последното дупче.